Збори тетовски човек да те разбере. Ова би ви го рекле старите тетовци кои зборуваат на стар градски диалект, ако им се обратите на литературен македонски. Авторот и истражувач Дарко Гавровски вели дека тетовскиот диалект сега е пред изумирање. Се помалку луѓе може да се најдат кои го користат оригиналниот тетовски градски диалект, така да она познато таче ваче или е пред изумирање, јас гарантирам дека за неколку години веќе ќе го нема, зашто се повеќе тетовчани го користат селското таке или ваке, руке, ноге. Старите тетовци зборуваат типичен диалект, но за жал се помалку може да се најдат стари тетовчани, или се иселени во Скопје, или па веќе знаете, мнозинството го диктира темпото, се повеќе има од селата доселени во Тетово, па они го диктираат јазикот, така да ќе слушнете во Тетово утепуа, место утепуа, речуа, наместо речуа. Тетовскиот говор со осврт на градскиот говор во Тетово е книгата во која за прв пат ќе бидат запишани околу 3000 зборови или тетовски лафој, со што ќе се придонесе во зачувувањето на корените на тетовскиот диалект, вели Дарко. Книгата ќе биде енциклопедиски лексикон со над 300 страни. Кај мене нема само чаршија, дел од градот. Туку има чарши, кои биле чаршиите во Тетово, со карта на Тетово, или има Антерија, Минтан, јас не пишувам, тоа е дел од градската облека, туку со слика од Антерија, слика Минтан, слика Џубе, како се употребувало во Тетово. Значи, буквално ги имам сите називи на цвеќиња тетовски, кандиуце, думпепе, сардуња, со латински називи најдени се оригинал. Врсти на јадење, елба сантава, бумбарче, каде што десно ќе има во текстбокс, ќе има и рецепт како се прави со мастрав, состојки, и марифет, или начин на изработки, тоа на тетовски изнапишано, како е све рецептов, како се прави јадење во тоа, така да ќе биде убаво и за очи, и за разгледување, ќе има слики многу, текстбокс, значи нема само да биде обично зборче, па цртичка, тоа и тоа е туку, целосно детално објаснување. Дурлафев со Гавро ми кажа поиќе тетовски гачќе и зборој, ка например јаглаче, сурџија, коклица. Друѓиве не би ги разбрале, еве, например, скопјани не разбираа што е тоа, например, сандалија е столица. Кај нас се користи, например, јаглаче, јаглак или јаглаче е кујнско крпче за бришење во кујна, се вика јаглаче. После шмрк или маркуш, тоа е црево за вадење. Баш имав интересно прашање до скопјани, ипче. Никој у Скопјани нема ипче. Како ве диалект што нема ипче? Ипче са по литературно тоа разбира се викале туфки. Туфките што ги прави джемперот кога ќе се изаби, а овие топченциња се викаат, тетовчани ги викаа ипче. Скопјани нема назив за тоа. Така да сите тие зборови ќе можат сега и скопјани да ги научат од оваа книга од тетовчани. Тетовскиот е еден од најстарите диалекти кои според писанијата на Кирил Пејчиновиќ датира од почетокот на 19 век.